Значаен е бројот на деца кои секојдневно питачат низ улиците во Куманово. Најчесто може да се забележат на главните сообраќајници, патарини, граничниот премин кај фулињата. Помладите се принудени на питачење од своите блиски, но има и возрастни мајки со бебиња во раце кои на овој начин доаѓаат до финансии. Надлежните велат неопходно е вмрежување на институциите за да се надмине овој долгогодишен проблем. Оваа појава со питачење не е од сега, значи одамна е присутна во Куманово и низ цела Македонија, низ целиот свет. Тоа е еден едноставен начин, лесен начин да се добие финансиски средства, што за децата, што за семејството. Мислам дека е многу повеќе тука суштински проблем дека некои работи се организирани. Меѓутоа, она мене што многу ме загрижува, што тие деца не се вклучени во образовниот систем, дека постојано се на улици, постојано се изложени на стрес, не знам каков ќе им биде понатаму животот и дека едноставно се грижат за семејството и за својот опстанок. Апсолутно дека треба да се сузбие ова. Навистина ми е многу криво кога ќе видам, особено во летниот период, на путарина наша наблесна Куманово, како и возрастни луѓе, значи нивни родители, а работоспособни, ги терат своите деца да питачат, мали бебиња во раце на своите мајки, значи нешто што е прво неубаво за гледање, а второ мислам дека и Куманово, и општина Куманово, и Македонија се грижи за своите жители, така да не сме дошли до тоа ниво да може да питачиме. Јас верувам дека секој што сака да работи во општина Куманово моментално може да најде работа и да не си ги изложува своите деца на еден ваков стрес, иако на нив веќе е тоа како секојдневница. Ги гледаме постојано се и во кафичи и на по улици, меѓутоа тие деца треба да се во образовниот систем, да се образуваат, да имаме потенцијал, да гледа и општината потенцијал во нив, а не да дозволиме и како општина и како институциите на системот да дозволат едно вакво непочитување и на законите, а и на животите на овие малолетници. Што преземаме како општина? Еве денеска имаме состанок, тука е СВР, тука е сектор за превенција на СВР, тука е сектор социјала од општина Куманово, тука се невладините организации социјала и треба да разговараме како ова може да се сузбие. Не само СВР да презема активности, туку на вистина да се влезе во семејството на тоа дете, да видиме што е суштинскиот проблем и ако може општината некако да помогне, може. Меѓутоа, сигурна сум дека може со вработување да помогнеме на тие родители, а од страната тоа е дел на законот и на системот. Навистина мислам дека овој состанок ќе биде добар денеска за да се реши ова горлива тема во општина Куманово. Од Центарот за социјални работи Куманово информираа дека во моментов вршат надзор над вршење на родителско право на 15 деца кои биле затекнати на улица. Извршена е посета на семејства и доставени се опомени. Центар за социјална работа во соработка со МВР изготвува акцијски план според кој одиме на терен и правиме увид на лице место. Доколку забележиме дека има деца кои питачат, тие доколку се прв пат најдени на улица, ги советуваме првично, потоа одиме во домот, во семејството, разговараме со родителите и поставуваме надзор над вршење на родителско право со тоа што им доставуваме опомена во однос на тие недостатоци кои што сметаме дека се случуваат за децата кои се наоѓаат на улица, со тоа се во ризик и по здравје и по безбедност и затоа Центарот за социјална работа со поставување на надзор ги следи семејствата најмалку 6 месеци за да утврди дали има промена во нивното однесување и дали повторно се на улица. Доколку се најдат повтор пат на улица, вршиме одземање на родителско право, поднесуваме предлог до суд за да се одземе родителското право и тие деца ќе бидат сместени на друго место. Лани на ниво на Куманово нема одземено родителско право. Центарот помага и на семејства кои имаат потреба при обезбедување документација за остварување социјална заштита. Овие деца, велат, вообичаено не се вклучени во девијантни појави. Целта на овие акции што ги преземаме заедно во соработка со СВР Куманово е да се направи превенција, превенирање, детектирање. Доколку кај семејствата воочиме дека нема документација која би послужила за остварување на права од социјална заштита, посредуваме како центар да се обезбеди документацијата, да ги упатиме кои права им следуваат и ги вклучуваме во системот социјална заштита. Во образование, во здравство, остварување на парични средства
еднократна парична помош зависно од ситуацијата и нивните потреби. Ние разговараме често со представници од СВР. Е потребно да се направат флаери, да можеме да ги делиме на возачите, на пешаците, за да им укажеме дека самото тоа што ќе дадеш пари на некого не значи помош, туку напротив може да ги повторно вратиме на улица. Настанот на тема за честена појава на питачење и деца на улица го организираше одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово.